Марта, пичурник еден, нас ли најде да не дупиш, бе? Абе, ние имаме античко сеќавање, бе, Марта. Викаш дека идентитетот не може да биде производ на политичко одлучување или мешање. Па што онда одма не примете УЕУ? Зашто не терате да си го смениме идентитетот? А? Зашто дозволивте грците, ги поддржавте ветер у грб им дадовте да го сменат оние предавниците името, бе, Марта? Зашто играте со бугарите на бугарска карта цело време? Зашто ла прдаш, бе, пичурник еден? За какво тавче, гравче, какви пиперки? Видовте сега премиерот како застана за сите нас? Видовте, слушнавте што и кажа? Тоа е логично здраворазумско размислување. Рече, не може пиперките, тавче, гравчето, храната да биде дел од нашиот идентитет. Се знае кои се столбовите на идентитетот. Културата, јазикот, народот, традицијата, добро, во тоа спаѓа и ова, но тоа е еден промил. Храната, носиите и така натаму и така натаму. Јазикот е нашата татковина, рече Конески. Кого бе му продаваш муда за бубрези, бе, Марта? Какви невирени ѓубриња сте, тоа е нешто, како да ви кажам, тоа до сега не се случило во историјата на Европа. Толку не мислите за ретардирани? Видовте реакцијата, пак ја кажам, на премиерот. Го правите цело време дека работи против интересите. Што сакате поише да ја каже од тоа што ја кажа директно? Директно. Кој друг политичар така у мустет им кажал на било кој друг што дошол тука со намера да не навреди, да не понижи? Можеше, па не ме сваќајте погрешно, усмислена конформистички. Тоа се бара од секој наш политичар во иднина. Затоа го издвоив сега ставот на премиерот што го каже у лице. Абе, Марта, дали снегот е дел од вашиот словенечки идентитет? Дали скокалниците на планица се дел од вашиот словенечки идентитет? Што знам шумите, реките? Немате вие пиперки, не садите патлиџани. Значи и тие се дел од вашиот идентитет. По што се разликуваат нашите пиперки од вашите пиперки? Особено ако се земе у последно време, пошто ние увезуеме пиперки, лубеници, све тоа, умре тоа кога ние правевме, произведувевме пиперки. Па вие правевте од нашите пиперки, ајвар, и го продавте, го брендиравте као словенечки. Пошто ние одувек сме биле така широко грудим, да не кажам глупи за некои работи. Страшно е ова што го правите. Овој цинизам е невиден во историјата било кога, на било кое, поготово од Втората светска војна навака. Мислите дека тој цинизам ви проаѓа, вака го губите поддршката тука во земјава меѓу македонците уврска со Европската унија. Кој после ова да ве свати сериозно, кој после ова да ве свати дека не сте злонамерни? Како не ви е срам, бе? Живеевме у иста држава скоро 50 години. Треба малце да имате осет, однос, дека сме биле браќа и сестри, дека треба такви да останеме, да се поддржуваме и да се помагаме, и понатаму сме делеле многу работи. Сме си помагале еден на друг кога било тешко. Каде со овој памет, бе? И после паѓала поддршката у Македонија уврска со нашиот пат кон европска иднина. Море очи не ќе ме више да ви видиме. Пиперките, тавче, гравчето, носиите. Мрш! Мрш! А вие видите понатака зашо јас зборам кога ви зборам, кога ќе ви кажам дека има луѓе сега во ВМРО кои што се сериозно стојат на зад македонските интереси или пред нив, како сакате. И свака ви част за ова, свака ви част, ова ај сега да не издвојам само премиерот, свака ви част што застанавте на овој начин вака, да им кажете директно у лице. Говна продадени, профашистички. Така мислите Европа, на ваков начин, вие сега можам да ви прогнозирам и временски кога ќе се распаднете. Shame on you, Марта, shame on you. Ако не ме разбра на македонски, што ти кажа, многу добро ме разбра. Ја не знам само дали и твојата влада во Словенија, као ти као комесар го мисли истото како што ти овака го мислиш со истиот цинизам. Се надевам дека не го мисли. Се надевам дека настапуваш само како администратор еден од таа бирократска машинерија наречена Европска унија. Секој ќе си срка тоа што си дробел,
А и вие, Марта, ќе платите цена како Унија за сите овие курназлаци што ги правите. Тавчето, графче, тавче, графчето, пиперките, носиите, дури не Ајварот не ни го спомна, пошто нормално вие го на времето го направивте дека е словенички, дека е ваш производ. У која црква се крстевме 35 години? Во овој невиден цинизам, бе. Мисковски, вие направивте најлогичното и прикладното нешто во моментот што можеше да се очекува од прав државник. Еве ви го кажувам тоа во лице сега и стојам за тоа. И ај писнете сега да ве видам дека преговарал, ќе овртел гзот, ќе ова, ќе она. Ај сетете се кој политичар на ваков начин им кажал у лице на тие говна бюрократски од ЕУ. Срам да ви е. Циници едни. Али пази. Турците за 5 века не успеале да не преобрата, да не асимилираат. Претходно тука доаѓале војски. После турците доаѓале војски. Последни фашистите на чело со бугарите тука. Не успеале да не сменат. Не успеале да не потоморат, да се изразам еден убав старомакедонски збор. Нема да успеете ни вие. А ние пак јадеме и тавче, графче, и пиперки, и ајвар. И пак ќе шиеме, ќе правиме нови носи. Ама вие од тоа нема да успеете ништо да поништите, да уништите, да преобратите. Така што живеете си го животот. Еве уште една причина, повод, мотив на владата да си бараме ние друго чаре, друга алтернатива. Има можности, има опции, малце да оладиме у тој поглед со тие говна. Доста беше. Хохштаплери едни, фашисти. Ај чао.